Почитувани граѓани, помина речиси повеќе од еден месец од како премиерот на државата тука од собраниска говорница предложи пакет на мерки за економската криза, особено мерки за ранливите категории. Одговорна држава и одговорна влада нема да чека еден месец, цел месец, да ги осмисли мерките и да ги донесе пред собранието, туку веднаш во истиот момент да се обиде истите да ги осмисли, да ги достави до собрание и истите да бидат изгласани. Вклучително со самото тоа што знае дека опозицијата ќе даде поддршка, но и ќе даде дополнителни амандмани за истите да бидат надградени, проширени, подобрени, а се со цел за и онака алармантната состојба во која што се наоѓаат нашите граѓани и целата држава да бидат барем залечени. Еве да употребам таков збор. И сега, вие велите, и на Комисијата за финансирање имавме дискусија, предлагате предлог, сет на мерки, предлага владата, сет на мерки, која што чини 20 милиони евра, но ако ги израчунате намалувањата на пензиите кои што неминовно ќе се случат, ќе бидат и помалку од 20 милиони евра, но еве, ајде да речеме дека се 20 милиони евра. И ние велиме да, во ред. Ајде колеги, активна блокада, велите се, жалите опозицијата, вака така, не, еве, нема активна блокада, добро, ние велиме во ред. Ајде да го зголемиме овој пакет на плюс уште 27 милиони евра, да го прошириме опфатот на граѓани и поднесуваме 6 амандмани. И во тие 6 амандмани објаснуваме за кого тоа ќе се однесува, дека бараме за невработените лица, за децата без родители, за самохраните мајки за кои што претходно колешката Ели Панова зборуваше дека се над 3000 и нешто самохрани мајки и родители кои што останале без претходната парична помош заради X административни забелешки, пат на систем, нефункционалност на систем, средношколци, корисници на гарантирана минимална помош и секако на пензионерите. И се ви велите, ама нема пари, и ние на самата комисија ви кажуваме, велиме, пред 10 дена на Комисијата за финансирање и буџет се усвои една предлог одлука во која што се имаше ставки од каде можат да се земат тие финансиски средства и со тие финансиски средства се кратеа 1,4 милиарди денари. Дополнително на тоа, за 10 дена, влегува и буџетот на Република Македонија, за кој што најавувате дека ќе биде највисокиот во историјата и да, највисок, 5,3 милиарди евра, но што од тоа за граѓаните? Нашата идеја, нашиот амандман беше, кажаа и колегите, дека за пензионерите кои што земаат пензија до 18.000 денари, се некако споредувавме со минималната плата во државата, да има покачување од 3.000 денари. За оние од 18 до 30.000 денари, да има покачување од 2.000 денари, ги поделивме на тој начин пензионерите. И за оние на 30.000 денари покачувањето да е 1.000 денари. И на тој начин, барем минимум, овие пензионери, овие наши сограѓани кои што се над 300.000 во државата, да добијат барем малку помош. Вие
тој предлог го одбивте. Рековме за средношколците. И тоа за сите овие категории на граѓани велиме дека некако што вие предлагате во законот да траат мерките 4 месеци, туку мерките да траат дури е прогласена кризата, што е нормално. Ако е кризата прогласена 6 месеци, мерката треба да трае 6 месеци. Зошто би траела мерката 4 месеци? За овие останатите 2 месеци како ќе се сноѓаат граѓаните? И тука се расправаме за 750 денари, замислете, за пензионерите, па после сте усвоили и амандман кој што многу итро сте израчунале дека, например, ако граѓанин со и онака пензијата нели секако се нивелира, ако добие 4001 денар не го следува мерка. Не го следува мерка. И тоа вие сте го вкалкулирале и сте го изгласале тој ваш амандман. За средношколците. Зошто велиме средношколците? И нив, ама им помагаме и на родителите. Да ја спомнуваме ли повторно инфлацијата која што е 20%? Да кажеме ли дека само пред неколку дена на сите медиуми проструи вест дека Република Македонија е најмизерна држава во Европа. Најмизерна држава во Европа, еден термин кој што е баш соодветен за целото наше општество. Мизерија. И ние се расправаме за 750 денари, ве молам, а вие држите по не знам колку прес конференции во влада тука и кажувате колку и каков пакет на мерки и колку многу вие им помагате на граѓаните. Навистина ми е, искрено ми е жал што, еве и во моменти кога сакаме, што е можно побрзо да се донесе овој пакет на мерки, и кога поднесуваме многу конструктивни амандмани, се со цел да се малку залечат маките на граѓаните кои што сите ние ги гледаме. Јасно не е само да излеземе од собранието, ќе го видиме галопирачкиот раст и на цените, и на цените на прехранбените производи, и на горивата, и на се. Па само минималната кошничка ова за октомври е над 51.000 денари. Па замислете, кое семејство има 51.000 денари во Република Македонија, ако се водиме од податокот дека над 500.000 граѓани во Република Македонија живеат со по еден оброк на ден. А во овие моменти сигурна сум дека се повеќе од 500.000 денари. Самите пензионери издржуваат нивни деца, невработени, внуци, и дали тие не заслужуваат да оваа мерка, овие мерки им дадеме повеќе пари и ги опфатат и нив со поголеми суми. За 750 денара ли треба да зборуваме? Навистина ми е, како да ви кажам, мизерно е. Онака како што не рангирале, мизерија, немало пари. Па дури на самата комисија, еден од колегите, мислам, кажа дека нешто технички во амандманите не сме предложиле ставки, тоа се решава, кажав и на самата комисија, тоа се решава. Комисиски, ако имавте волја, комисиски амандман ќе поднесевме сите и овие средства, но и опфатот на граѓаните ќе беше поголем. Но за жал немавте слух, не сакавте да слушнете, не сакавте да ги прифатите амандманите наши, кои што ќе набројам беа 6 на број, така да еве ќе гласаме, ние сме за, но жалам што и овој пат ја испуштивте можноста повеќе да им се помогне на граѓаните на Република Македонија. Благодарам.